Општина Кочани се најде на 4-то место меѓу 80-тината општини во Македонија, според бројот на реализирани јавни набавки во текот на минатата година. Новинарското истражување што го направи интернет порталот Призма покажува дека во текот на 2015-та Кочанската локална власт спровела 169 постапки за јавни набавки, за кои е потрошена близу 1/3 од вкупниот буџет. Имено од близу 524 милиони денари, колку што изнесувал буџетот на општината Кочани, околу 161 милион денари биле одвоени за оваа намена. Сепак, со таквата сума, Кочани е неколку места подолу зад групата од 10 општини кои потрошиле најмногу буџетски пари за јавни набавки. Анализата на податоците покажува дека според бројот на жители, на секој граѓанин на општина Кочани отпаѓаат по 4256 денари од спроведените јавни набавки. Близу 65% од парите ги добиле 4 фирми од земјата и странство. На прво место со сума од над 52 милиони убедливо е српската Минел Шредер од Белград, со која лани беше потпишан договор за набавка на лед светилките за јавно осветлување. Веднаш зад неа е градежната фирма Стоименов од Кочани, која добила близу 36 милиони денари од општинскиот буџет за извршување на работите договорени со јавните набавки. Потоа следуваат Жикол од Струмица со 10,5 и Мако од Гостивар со 8 милиони денари. Останатите 63 милиони си ги поделиле 30 на други фирми, кои изведувале градежни работи или пак обезбедиле услуги и стоки што ги набавила локалната самоуправа. Всушност, најголем дел од вкупно потрошените пари за јавни набавки, над 128 милиони денари, се за изведба на градежни и друг вид работи, околу 26 милиони се за повеќе видови услуги, а само 7 милиони денари се за набавка на стоки. Со потрошената сума, општина Кочани има удел од нешто повеќе од 2% од вкупните јавни набавки во државата. Што се однесува до останатите 3 општини од микрорегионот, Виница имала 29 јавни набавки, за кои се потрошени околу 40 милиони денари или 13% од буџетот. Во Чешиново Облешево се реализирале 36 набавки, за што се одвоиле 35 милиони денари или 30% од буџетот, а најмалку само 11 набавки имало во Зрновци, за што од општинскиот буџет се наменети 6,5 милиони денари, односно 10% од буџетските средства. Објавените податоци од анализата на Призма покажуваат дека и 4 општини од микрорегионот се вклопуваат во глобалната оценка, дека половина од општинските пари влегле на приходните сметки кај одреден број фирми, кои се најчести учесници на огласите за тендерски постапки. При тоа во некои општини била регистрирана и класична доминација на една фирма.